граѓани, ние, Советничката група на ВМРО, ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, се чувствуваме должни да ви информираме за дел од точките кои ги разгледавме на седницата која се одржа на 28.5.2014 година, на која Ирена Илиевска од сектор за финансиски прашања изјави дека најголем дел од приходите се собрани од даноци, неданочните приходи и дотации кои се од министерствата, што се однесува до расходите, тие се тековни и оперативни, најголем дел се за програми на јавни предпријатија, како и за изградба на улици, реконструкции, изградба на затворен базен и други обврски кои тековно ги има општината. Ирена Илиевска, сектор за финансиски прашања. Освен тоа, што знаеме дека имаме најголеми даноци во Република Македонија, не знаеме со која сума на пари се манипулира. Приходите од дотации од Министерството на Република Македонија се приложени, за кои приходи локалната самоуправа конечно се изјасни дека легнале на сметка на општина Куманово. Тука би се запрашале, за кои расходи за тековни и оперативни работи се зборува, за кои јавни предпријатија се работи, дали за програмите кои поменуваат победување, уценување и лажни ветување на локалните моćници, или се работи за јавни предпријатија од некоја друга општина, изградба на кој улица господја Илиевска, реконструкција на кој улица господја Илиевска, за кој затворен базен зборувате господја Илиевска, или ова ви беше напишано да го прочитате. Директорот на јавно предпријатие Чистото и зеленило, Сашо Петрушевски, тврди дека Куманово е еден од најчистите градови во Македонија. Според резултатите од анкетата што ја спроведе предпријатието, околу 70% граѓаните се изјасниле дека се задоволни од тоа како се одржува хигиена во градот. Куманово е чист град и јавно предпријатие како еден од чинителите за одржување на јавната чистота придонесува за да Куманово во поминатите 3 години и оваа година носи ореол за еден од најчистите градови во Република Македонија. Дали дел од советниците не се согласуваа со оваа информација дека Куманово е меѓу најчистите градови и сметаат дека хигиената треба да биде на повисоко ниво. На вчерашната 21 седница на Совет на општина Куманово, советниците го изгласа извештајот за деловно финансиско работење на Чистота и зеленило за последниот квартал во 2013 година и извештај за работа за 2013 година. Би го запрашали господин Петрушевски за која анкета и од кога е правена, дали живееме во ист град, дали конечно ќе излезете со бројки каде и колку пари отидоа таму некаде или и ова ќе го оставите на надлежните органи и институции за полезно да се вратите на политичките местники. Дали конечно ќе сватите дека вие сте извршен, а не законодавен орган. Дали конечно ќе сватите дека основач на сите и на вашето јавно предпријатие е Совет на општина Куманово и број 33 советника. Дали конечно ќе сватите дека вие не му мислите добро на овој град. Да се осврнеме и на годишната програма на Фондацијата за култура и спорт. Тука нема да најдеме ништо ново. Културниот живот во најголемата општина во Република Македонија сведен на ниво на касава. Според годишниот план на Министерство за култура, за Куманово се одобрени 45 културни манифестации, а тие ниту една од манифестациите ги немаат вклучено во својата програма. Куманово е општина со најголем буџет во Република Македонија и срамно е да не се одвојат средства за подобрување на културниот живот во нашиот град. Редовно е веќе еднаш да почнат да работат, да се померат од фиксната точка на успиеност и културното ниво во градот да дојде до онаа ниво кое Куманово го заслужува. Град на уметност, шега и музика. Ви благодарам.